Добро. Значи, прво као JavaScript човек, да почнеме со C++, така? Да. Тоа што ќе кажувам се има десено во 2006 година. Значи, девелопер во кодот на Debian оперативниот систем наоѓа две линии, што алатка за статичка анализа му вика дека овие две линии користат неинициализирана меморија, факат користат неинициализирана меморија, што не треба да се прави од C++, девелоперот ги трга двете линии и со тоа ефикасно праве многу убав баг, поради тоа што таа неинициализирана меморија се користела како random seed за Debian алгоритмот за креирање на клучеви. Што значи дека од 2006 до 2008 година, чекај, го имам некаде тука баш... чекај, со наочари да се ставам. Не, ти си запослям. Да. Овие две линии код се тргнати и од две линии направиле дека Debian од 2006 до 2008 година можел да генерира само 32.000 приватни клучеви, различни. Да. Сега, еден џерманец што го запознав во последните неколку дена од кога почнав во ова да влевам подлабоко, во 2024, значи оломнани, не е одамна, оломнани го памтете. Има направено скен по интернет каде и све се користат тие 32.000 клучеви. Е најдено премногу ствари. Например, успеал на Dropbox да му пладате имейл што бил валидиран код Dropbox. Да, Debian Open. Варијантата што е на Debian, оти било само тој специфичен бренч. Се погодило. Да. Да. Because of reasons, само на Debian било. Од 2006 до 2008 го има багот и сите тие приватни клучеви што биле генерирани со Debian во тоа време се од листа од 32.000 или нешто слично клучеви што го има као Python пакет што се вика BetKeys, например. Можете да го симнете и да проверите каде све ги има по интернет тие BetKey-ови. За игра на случајот, најмногу ги има во DKIM протоколот, што за валидација на имейл сервери, пошто DKIM баш станал популарен во 2007. И фала Богу дека секој што го генерирал во 2007 го оставил, работе, не го чепка и кога ќе ги ротираме приватните клучеви, на свети никад. И уште си стоја добар дел од нив се сменети кога тој џерманецот му пратил соодветен мејл од нив. Добар дел уште постојат. Баш онака ми потврди денеска дека да, имам нова листа. Што да правиме? Тоа е, значи 2 години тоа стоело. Да. Да. Значи, да се вратам на темата на што е тоа рандом. Една работа што е добра околу компјутерите е дека овие чудеса што ги имаме и што ги користиме постојано се детерминистички машини. Значи, секој пат за истата работа треба да го дадат истиот одговор. И секој пат за истите стартни услови не ги дават истите финални услови. Непишано правило, често го имам дури слушнато прво правило на веко. Ако е се исто, ќе работи исто. Ако не работи исто, нешто не е исто. Звучи тривијално и тавтолошки и точно е. Значи, во секоја ситуација каде што сте имале нешто да програмирате и нешто баш не работи како што треба, ама на мојата машина супер работи, нешто не е исто. И тука ни одговара тоа што компјутерите се детерминистички машини.
Значи, за иста ствар даваат исти резултати. Сето арно, сето убаво, се додека не дојдеме во ситуација каде што викаме, ај сега ти, господин детерминистичка машино, дај ми рандом број. И компјутерот ќе ни даде, да, детерминистички ќе ни го даде секој пат 42. Дали е рандом? Не. Значи, компјутерите, моменталната, како што се дизајнирани, како што треба да се дизајнирани, како што сакаме да се дизајнирани, сакаме секој пат за исти почетни податоци да ни дадат ист број. Што би било прилично саки кога сакаме да играме игра, пошто секој пат истите ствари ќе се дешаваат, кога сакаме да играме било што кога сакаме да правиме, каде што сакаме одредена доза на несигурност, недетерминизам. И компјутерите за тоа, уште доста рано, имат измислено дека, слушай, ама ние знаеме некои математички алгоритми, што буквално скокаат all over the place. Од 60-70 се развива теорија на хаос и слични функции. Се добиваат некои каде што можеме да добиеме ствари што на прв поглед изгледаат рандом. Така да во сите компјутери, во сите јазици што ги користиме, има нешто што се вика random number generator, или уште многу почесто го кажуваме како pseudo random number generator. Pseudo е многу во збор, значи фейк, значи лажно. Значи џомити. Така да, тие џомити случајни генератори на случајни броеви ги користиме. И како обично се користат, дека тие генератори ние ќе му дадеме некој влезен параметар. Тој влезен параметар се вика SID. Стартна вредност со која ќе почнеме да го правиме. И секој пат за истата стартна вредност ќе ни дава иста секвенца од навидум неповрзани броеви. Сега, работата кај што треба да ја сватиме. Како работат тие алгоритми? Пак, тие алгоритми се детерминистички. За исти влезни податоци, каде што сидот е еден од влезните податоци, ќе ни дава исти резултати. Значи, ако ние го знаеме сидот, ги знаеме сите броеви што ќе ни излезат. И тука доаѓаме малце, дали ова е стварно рандом? Одговорот е не. Ама прашањето што треба да си го поставиме ние, како програмери, како луѓе што работат на некои системи, не е дали е ова рандом. Не е. Туку, дали е ова доволно рандом за тоа ја што го правам. Така да темелно зависе од тоа што сакаме да го правиме. Например, доста често, како сид во многу алгоритми, се користа тековното време. Псевдокод малце, да, JavaScript, што знаеме, го земаме, значи, рандом во JavaScript работи на овој начин, со тоа што не можеме ние да го сидуваме директно во нашиот код, индиректно се сидува самото од тековниот таймстамп. Значи, земаме некој вакво и после користиме нешто, тоа рандом генератор го користиме да не ги ишафлува некои карти. Но, друга ствар што често забораваат програмерите. Дали множеството на случаеви што ги имаме е споредливо со множеството на сидови што ги имаме? Пошто сидот ни е влезниот параметар. Ако сидот ни е интиджер, колку битен е еден интиджер? 32 бита. Во JavaScript. Кога JavaScript би имала интиджери, би биле 32 битни. Let's not go there. Како и да. Значи, ако сидуваме нешто со тековното време во JavaScript, добиваме, пошто е позитивно, 37 бит ентропија. И сакаме да мешаме шпил карти. Еден шпил карти има колку комбинации? Колку пермутации поточно? 52 факторијал. 52 факторијал е осмица, што после неа идат 67 нули некаде.
што е малце повеќе од 37 бит информација. Поточно е 226 бита информација. Значи, дали со овакво рандомизирање ние можеме да ги генерираме сите можни декови карти, што се 226 бита? Не. Со овакво рандомизирање можеме да генерираме толку битови карти. Значи, секој пат ние кога ќе генерираме рандом шафл, тоа не е рандом шафл, тоа е селекција од еден од рандом шафловите што можеме да ги имаме. Например, ако си го најдам фолдерот каде ми е, имам апликација, фала Богу, баш надвор објаснував. Доскоро сите демоа ми беа работеа во конзола, сега од кога се појави AI, знам да пишам CSS. Да. Така да направив многу убава апликација што до душа работи само ако покажеш на пола екран. Иначе она draw дугмето го нема. И значи ова мешан карти со одреден алгоритам и со одреден рандом сит, и после тоа, значи ми ваде 4 карти, можам да си вадам други карти плюс. Во одреден редослед. Дали ова е рандом? Да. Во позадина, значи не го користам рандомот вграден во JavaScript, користам друг рандом генератор што најмногу се користи во IoT девајси, Mulberry 32, ама е реален рандом алгоритам што реално се користи. Ајде да видиме дали ова можеме некако да го хакнеме. Чекајте, еве ќе ти извадиме вака. И вака. Се гледат ли сите или не се гледат сите? Не се гледат. Значи, тука ќе удрам еден нов шафл. И бројките, чекај. Ресет. Ќе удрам еден нов шатл. Бројките што не ги извади се 3 лист. 9 баклава. 4 детелина. 5 лист. И сега, јас со моите моќи на онака на читање мисли, на имам осет дека наредната карта што ќе се изваде во овој дек ќе биде 3 детелина. Да, осеќам дека е нешто мал непарен број 3 или 5. 3 ќе биде, дека ќе биде црна карта. Ајде да видиме. Да. Чекај сега да видам. Наредната дефинитивно ми дава вајб на парност. Ќе биде нешто и осеќам нешто дека на 4 срце. Да. Може да видите дека комплетно детерминистички можам да ги предвидам кои се наредните карти што идат во оваа секвенца. Со други зборови, кога оваа би била игра кај што ја добивам 4 карти во раце и моите противници добиват некој вакво, со хакирање едноставно на таймстампот, значи оваа другата апликацијичка не прави ништо друго. Зема од тековниот момент и се враќа наназад се додека не земе сид што ги добива точните 4 карти на почеток. Со 3 карти некој пат знаеш да заебе, со 4 карти нема да заебе. Значи, што значи дека ако ги знам првите 4 карти од еден шпил, го знам шпилот. Милисекунди. Да, и кој што виде, не беше баш бавно. Го кликнав и ми ги даде картите. Да, секако кодот ќе може да го видите на GitHub/Sveco OMG so random. Да, веќе коментирам таму. Со се презентација, со се све, онака. Сите примери се self-contained, значи овие две страни немат никаква комуникација меѓу нив. Овие се две страни. Не стигнав да спремам доволно, ама сакав да имам некој во публиката што ќе отвори другата страна и као видовито ќе може да предвиде која е картата. Ама, значи ова едноставно се враќа наназад низ времето, пробува
сите сидови што може, кога не би го знаеле кога е, оначе трае малце повеќе, ама само тоа е разликата. Значи, разликата би била во време. Заради тоа што доменот на проблемот ни е 226 бита и ни е многу поголем од доменот на алатката што ја користиме. Значи, тука треба да знаеме дека кога користиме рандом за вакви работи, дали ни е споредливо со тоа за што го користиме. Дали тоа? Значи, настрана сите проблеми што инхерентно ги има рандом, дури ако рандомот беше совршен добар рандом, пак ќе можеше ние да го хакираме. Да, може че траеше 5 минути наместо 2 милисекунди, ама че пак ќе можеме. Заради тоа што користиме погрешен рандом за решавање на погрешен проблем. Друга ситуација. Значи, ќе правиме после на муабет за cryptographically secured pseudo-random генератори, ама дури и ако ги имаме тие random number генератори, што се најдобри што ги имаме и најбавни. Друга работа што често луѓето ќе ја сгрешат е дека откога ќе ги... Значи, предпоставете дека овој код тука random bytes ми додава стварно random бајтови. По било кој начин. Ама ја не сакам random бајтови. Сакам карактери, сакам пасворд да генерирам. Ако генерирам пасворд, што има, например, сите мали, сите големи букви, во англиски 26 и 26, 52 и сите бројки, тоа се 10, тоа се 62 бројки. Како? Нека се ваква 62 ми е примерот. Ама без разлика. Значи, бајтот има 256 и случајно 256 е таква бројка што не се деле практично со ништо што не е степен на 2. Значи, ние, ако имаме плюс 10 знаци, ќе биде 72, што уствари ќе го направи полош проблемот. Како ќе го префрлиме ние тој бајт во знак? Стандардна операција што секаде се користи по и сите програмери инстинктивно би искористиле е модул. Значи, ти тие 256 префрли ми ги на нешто што е помеѓу 0 и 67. Ама не се деле еднакво. Што значи дека има 0, за да добијам 0, што треба да биде? Ако е бајтот 0, ќе добијам 0, ако е бајтот 62 карактера, значи, ако е бајтот 63, ќе добијам, ако е бајтот 62, ќе добијам 0, ако е бајтот 124, ќе добијам 0, и така натаму имам колку? 5 опции да добијам 0. Колку опции имам да добијам 50? 4. Значи, автоматски чим користиме модуло, имаме ситуација каде што имаме нееднаквост во веројатноста на карактерите. Првиот карактер, ако ни е А, е многу поверојатен дека ќе го има во нашиот пасворд што сме го генерирале, отколку карактерот 9. Што ни овозможува, значи со тоа едноставно сме уништиле концепцијата на рандомот, поради тоа што нешто сме земале што не е предвидливо во нешто што е не многу повеќе, ама повеќе предвидливо. Кај беше тој фолдерот? Сега може овоа на вистински вакв на цел екран. Значи, тука имам, во паралела ќе генерираме милион семплови. Во првиот случај ќе го користам дефолтната логика. Што ја имам? И еве што ќе ми извади. Значи, во овој случај А, Б, С, Д, Е, Ф, Г и Х се среќават во просек некаде 19.500 пати. Сите други се среќават во просек 15.500 пати. Значи, овој график е сега генериран, не е дека сум го правил. Ги направи тие милион семплови, ги генерира тие милион карактери и еве ги, бајасот е 22%, оваа chi-squared, што е некоја метрика за статистичка рандомнес, е 6700. Од друга страна, другиот алгоритам, што е прилично селјачки
алгоритм што се сведува на ако падне во тој дел кај што би било петтата нула, бирај пак. Има подобри алгоритми од овоа што подубаво може да го направат се едно друго. Значи не е проблем да го имаме решението се додека сме свесни за проблемот. Ете е статистичката распределба на biased модул. Еве ги кај што имаме така наречено rejection sampling. Ако ни е во делот кај што е екстра, буквално викаме исфрли го. Значи тука еве имаме и тука на пример еве го овоа C било најчесто. Како во Excel ги фарбам ако е најчесто нека е црвено. C е најчесто 16.300, а B е меѓу ретките со 16.160. Значи бројките се многу поблиску. Од тука ги имаме буквално 4000 повеќе H отколку И. А тука имаме 200 повеќе B од C. Chi-squared е 59 спроти 6700, макс bias е 2%. Ова е веќе biasот од рандомнесот. Ако го пуштам пак да се извртам, мислам дека мора да го рефреширам, пошто ќе си ги памте предходните. Да, че имаме инакви резултати. Сега тука Х е релативно почесто од другите, тука ќе немаме дури инакви резултати. Секој пат најчесто користени ќе бидат од А до Х. Што значи дека овој нашиот рандом пасворд е помалку рандом од колку што ние мислиме. Бајасте спрема овие вредности. Кодот е едноставен. И пак ќе кажам, ово е наједноставниот код што го решава проблемот, има поубави. Така да, треба да знаеме, и тука, значи, во овој пример го користам crypto get random bytes. Значи, изворот на овие податоци ми е криптографички безбеден. А што тоа, уствари, значи? Тоа значи криптографички безбеден pseudo random number generator, CSPRNG, за пријателите, значи дека можеме да го користиме за криптографички цели. Што значи од другата страна? Значи дека ако имаме некој input, output од него, не можеме да ги предвидиме наредните и исто така не можеме да ги предвидиме предходните. Пошто тоа е многу битна работа. Пошто секако, ако го хакираме ние сидот, значи без разлика каков алгоритам ние и да имаме, ако успееме да го добиеме сидот со кој што тој алгоритам е сидуван, we're fucked. Така да, ќе може некој детерминистички да земе цела низа, да ни ја каже. Но сепак, има ситуации кај што, и ако го немаме сидот, можеме да имаме подобро и полошо понашање. И тука имаме еден трейд-оф. Значи, многу пати имаме рандом генератори на рандом броеви, што не се криптографички безбедни, ама се многу брзи. Од друга страна, тие што се криптографички безбедни, во принцип се поспори. Значи, не би сакале нив да ги користиме као рандом генератор во игра, можеби. Освен ако не сакаме да не четуват. Ама, сакаме да имаме разлика меѓу нив. Значи, тие што не се криптографички сигурни, по некој пат, пошто се не забораваме, и едниот и другиот е едноставна математичка функција. Добро. Не баш едноставна математичка функција. Каде што ако ние знаеме функцијата и ако го знаеме сидот, можеме да го добиеме цела секвенца. Разликата е тука. Дали ако ние знаеме една вредност, можеме да предвидиме друга вредност. И, например, во комерцијално користен random number generator од IBM од 60 и 70 години, ќе го визуализирам тука, наспроти модерниот crypto get random values од JavaScript. Значи, ова е криптографички сигурен random number generator. Demo 4.
Да. Ај малце. Значи, шо е проблемот? Проблемот е сега тука дека можеме, пошто се овие математички вредности, можеме да му удриме некои математички анализи на нив. Тука се некои од стандардните анализи направена. Првата анализа е пер скатеринг. Значи, две соседни вредности ги земаме како x и y и ги плотираме на оска, на график. Ако се тие вредности независни, очекуваме дека ќе бидат насекаде, all over the place. Ако тие вредности се малце зависни, очекуваме дека ќе имаме црни дупки. Се гледа убаво? Дека таму има многу по шум отколку што има тука. И уште повеќе. Ово е, значи, сличните алгоритми, каде што едниот се исцртани сите точки за сите можни сидови, некои од можните сидови, другиот е исто нацртани. Овој дел изгледа рандом, да кажеме. Баш поради тоа својство. Од една вредност не можеме да предвидиме наредната. Ги гледате тие цртите таму што некако ви гледат кој да се лепат? Тие се ситуации каде што ако се погодат сидовите да се блиску, секвенциите што ги генерираат ќе бидат блиску. Така што, у основа ќе можам јас да ви го хакнам, без дури да ви го најдам конкретниот сит, ако ви најдам сит што генерира слична секвенца кој тој. И овој е најдраматичниот случај, например, генерирани се точки во 3D простор од 3 последователни бројки, значи генерираме 3 рандом броја и ги третираме као x, y, z. Пак, станува збор за комерцијално користен рандом продукт, што од кога го извадиле некој математичар седно и направил, значи овоа изгледа. Го гледате ли моментот кога ќе дојдат? Да. Ако ја најдете точниот агол или такви работи, уствари сите овие точки лежат на точно 15 паралелни рамнини. Дебела математика, некој немал шо... Да. Дебела математика, некој немал шо да прави, па тоа го правил, ама да, луѓето тоа го прават. Значи, од знаењето на една точка можеме да ги предвидиме множеството на наредна точка, множеството на друга наредна точка, ако имаме 3 последователни вредности, доволно се тие, за да можем да ги предвидам сите други. И заради тоа тие што се рандом number генераторите, колку и да се побрзи, ако не ни е гајле се скроз окей, ама не треба да ги користиме, например, за генерирање на токени, за генерирање на сидови и такви работи. Пошто секој познаем, рандом вредност обично ни треба за да генерираме нешто криптографски клуч, например. Ако ни треба да генерираме криптографски клуч, не од овие, од овие. Верува би. Го сгрешив дугмето. Значи имаме тоа. Пак, значи оваа структура нема да ја видиме од самите бројки. Ако ги гледаме самите бројки, изгледат кон совршено рандом. Ама еднаш кога ќе го нацртаме на правилен начин, наеднаш изгледа вако. Звездичка, немаме блага веза дали тековните алгоритми што ги викаме за криптографички сигурни, не постои начин да се направи нешто вакво, ама имаме онака strong inkling. Мислиме дека не може. Може ќе излезе утре нешто што дека едноставно, пак, ово е детерминистичка машина, каде што ние сега ги користиме некои комплицирани математички функции со некои пропертија, ама пак останува збор дека овоа и овоа се подеднакво детерминистички. Ако го знаеме сидот, можеме подеднакво квалитетно да ги реплицираме си. Ама, да, и значи треба секој пат кога програмираме да размишljаме дали овоа чудо наш за шо ни е рандомот. Секој пат кога ќе искористиме рандом, треба да сватиме за шо ни е нас рандомот. Пошто веćината јазици, веćината фреймворци, веćината околини ни овозможуваат пристап и до нешто што е
криптографски рандом и до нешто што е некриптографски рандом. А наше е да одбереме што од тоа сакаме. Го имаме mat random, што е good enough for government work, што би се рекло, и го имаме crypto get random values. Во Python random, secret, token bytes. Random во Java, secure random. Во C имаме rand функција и имаме def random, што на било кој Linux систем е криптографички сигурен извор на... Добро, ако не удрил некој во Debian коментар некаде. Да не правам тука дема, дека многу често можеме да направиме вакво и тука и колизија да предизвикаме заради ствари као Бърда и Парадокс. Моментално, колку луѓе знаат тука што е Бърда и Парадокс? Супер, така да ви е јасно дека повеќе овие луѓе што сме тука, најверојатно има двајца што имаат ист роден ден. Над 50% е веројатност. Така да, и за тоа треба да бидеме свесни дека ако немаме доволно голем простор за наши токени или било што, може да се генерира колизија, особено ако имаме напаѓач кај што не му е битно со што колидира, се додека колидира со нешто. Така да му треба да хајџакува постоечка сесија и ние викаме бројот на сесии ни е во милиарди, ама по Бърда и Парадоксот можеме да, ако генерираме 30.000 токени, со познат алгоритам, не еден ќе се погоди. Значи, да се вратам само на детерминизмот за секунда, дека тоа што се овие компјутерите детерминистички, обично е ситуацијата што сакаме да ја имаме. Пошто една ствар што е прилично тешка е, пишувал некој код со рандом? Да. Пишувал некој тестови за код со што има рандом внатре? Тоа е маката. Значи, треба да знаеме, кога правиме тестови, треба баш тогаш ни доаѓа обратната ситуација. Некаде што сакаме да имаме рандом сид, туку што сакаме да имаме детерминистички сид. Еве ти го сидот, мислам дека најверојатно во 80% од случаевите тој си ќе биде 42 специфично. Да, или 1.3. Тоа е други 10%, да кажем, а други останатите се рандом. Ќе биде 42 или 1.337. И со тоа ќе можеме да ги репродуцираме нашите тестови. Значи, тоа е финта што многу често се користи кога треба да имаме секвенца од рандом вредности, место да чуваме цела секвенца, доволно е ако го чуваме сидот и можеме детерминистички да ги продуцираме сите тие. Значи, за спидранови и за слични работи многу често се може да се користи, пошто нема да се сниме стейтот цел на играта, доволно е да се сниме иницијалниот сид и знаеме по кој редослед ќе се појавуваат непријателите. Се друго натаму е друго. Значи, можеме да го третираме и треба да го третираме онака ако го имаме тој сид експлицитен, тој ни е артефакт на нашата работа. Тој ни е секрет, тој ни е клуч, да кажеме, и треба да го третираме исто како останатите артефакти, клучеви, сидови и шовичи, да си го чуваме на соодветно место. Што многу пати еви сум вишол дека не се случува. Че имаме некои тестови што може ќе работат, може нема да работат, че имаме рандом ствари, ама нема да ни се репетитивни. Значи, еднаш ми падна и не го видов пак како. Зошо? Не знам. Сними го сидот. Фати го сидот, сними го сидот и тогаш ќе можеме лесно да го повториме. Нејси, кажав детерминизам малце премногу пати, ама у последно време доаѓаме у ситуација дали можеме ние да имаме вистински хардверски детерминизам. И има алатки, има хардвер девајси што уствари користат нешто што познато као теорија на хаос, дека у основа се сведува на дека надворешната средина има премногу елементи што не ги знаеме со доволна прецизност, дека можеме да ја користиме за ефективно да имаме рандом.
Така да има рандом девајси што буквално имат температурни сензори, што имат noise сензори, буквално онака електронски некој шум мерат и такви работи, и тоа го користат како ентри во... Валјда сте запознати со Cloudflare. Има... Кој ќе го најдам табот? Да. Има така наречен Lava Rent сервис, што е уствари еден зид со лава лампи. Со камера што ги снима постојано и што ги користи како ентри за нешто што има висока ентропија. Пак да се разбереме, ово е во голем дел детерминистичко, само што не ги знаеме варијаблите. И тука користиме теорија на хаос, дека валјда не може да се погоди. Пак, од кога ќе го добиеме овој сид, што го добиваме тука, сите наредни вредности да се детерминистички одредени. Ова пак се користи само за сид, натаму е цел детерминизам. Арно, ама, у последно време стануваат популарни методи каде што користиме тоа дека универзумот е недетерминистички. Што е малце докажано, онака да, Ајнштајн се бунел едно чудо време и се пењавел со неговото... Да, тоа ми е секој пат онака као... Ама Ајнштајн каже, Бог не си игра коцка со универзумот. Да, го каже тоа и после дојде Нил Бор и го размаа. Така да на тој муабет што го кажал Ајнштајн, после било као извини, да, онака, шалио сам се. Да. И го имаме онака од Бел теоремата од 64-та, дека не само што е непознато, значи не зборуваме за непознато, зборуваме за неспознатливо. Unknowable. Се додека во квантните феномени не го измериме нешто, не постои вредноста. Во моментот кој ја мериме, универзумот решава која е вредност. И има едно чудо добри книги и раскази што се заснуват на таа премиса, дека ние ќе го измериме и светот се деле на две и онда имаме паралелни универзуми и hilarity ensues. Како и да е, во овој наш свет во кој што ние остануваме, таа вредност ќе колабира во некоја вредност и можеме да имаме, значи, на квантно ниво нов рандом број. Ова е фундаментално различно од сите тие хардверски генератори, од сите тие детерминистички машини, заради тоа што ова е по самата природа на својата работа недетерминистичко. Ова е нешто што едноставно не знаеме како да се деси. Сум имал среќа да видам, буквално, од сите можни места на Државна лотарија на Чиле го има апаратот, дека е one bit quantum computer. Буквално кутивче со ламба на него и ламбата света една или друга боја. Внатре е со ласери што симулират кубит, нешто едно друго, така да дали ќе свете тоа црвено или зелено или некои други бои беа, зависи едноставно од суперпозицијата, квантната суперпозиција на ласерите што колабира во тој момент. И тука во самата суштина е дека немаме врска помеѓу претходната и наредната вредност. Едноставно не постои, пошто се два различни експерименти што сме ги повторили. И некој пат ќе биде со 50% веројатност 0, со 50% веројатност 1. Што значи дека добиваме суштински од на ниво на универзумот рандом броеви. И фала Богу ако тоа постои, некој направи лапи за тоа. Негде ќе ја најдам. Сега тука имаме ли интернет? Значи, го имаме NIST амерички, има и австралијски, едно и друго, ама примерот со овој ми работи. Значи, со овие издаваат еднаш на минута 6 битен, 128 битен output value. По еден пулс на секој 6 секунди. Значи, оваа вредност е исто не е значи од квантум компјутер со liquid nitrogen, ама од квантум оптикал процес. Ама сепак оваа вредност не постоела претходната минута. Оваа вредност универзумот не има генерирано сега и не може да се предвиди.
Да. Не само што ја знаеме, ставена е на нешто што е еквивалент на блокчейн, така да не може да се измене. Да, и ово не треба баш да се користи као source of randomness за ваши апликации, пошто иде едно во минута. Ама може баш да се користи за генерирање на клучеви и такви работи и слични ствари. Има и други комерцијални, значи не е ни едно, ни прво, ни последно. И фала Богу, као во сите работи во нашиот занајат, ако има 10 поштени, има уште 90 преваранти, така да има луѓе што се спремни да ви продадат квантум рандомнес, што се само фенси и акво. Значи, што се само фенси псевдо рандом генератори. Да. Како? Не знам, ама то може да го направиме као сервис, онака. Да, онака, го дистрибуираш на 1000 индици и онака... Да. Химаншо каже бројка. 7. Добро. Да. Да не се шалиме, не сме ни ние многу далеко. Цел Балкан. Да. Да, уствари, тука ќе е проблемот. Онака ќе биде на таа фамилија Црногорици не користи они секој пат четворка ваза. Да. Не се. Значи, овоа е вистински рандом за разлика од сите претходни што ги кажав. Овоа е веќе нешто што по самата своја дефиниција is resistant to analysis. Не можеме да го анализираме, не можеме ништо да предвидиме, пошто реално е број што не постоел пред да постое. Дури онака, many worlds хипотезис вика дека самото генерирање на овој број го разбило универзумот во 1228 универзум или такви работи. Да, во некој универзум постоje веко што кога го кликнал ова добил све нули. Да. И онда го кликнал уште еднаш пошто било као ова не работеше. Да. Од прилика тоа имав да кажам. Валјда завршив. Оп. Анду. Да. Толку. Значи, се забележува дека кодот ми беше апсолутно генериран со помош на Клод и слично. Презентацијата во голем дел е исто, така да повеќе бев драйвери што треба да се каже и како треба да се каже. Базиране на моје искуство, ама мислам дека беше акво. Некои прашања да имате, коментари, муабети за ова? Дали имаме прашања? Show of hands? За анекдоти можеме сега на пиво. Во тој случај, голем аплауз за Веко. Ајде. Имам неколку анекдоти, или ова ми е посериозно. Не знам дали некој се сеќава пред, мислам дека има повеќе од 10 години. Таа детерминизмот на како се имплементира хеш табела. И например првиот напад беше у PHP, кај што принцип ти му праќаш на пример get request со одредени хедери или не знам онакви аргументи, ги ставал хеш табели, пошто тоа е детерминистички. Цел свет знае тоа како ќе стигне меморија. Да. И цел свет знае како да го нападне. Тој во еден момент вика цап, овој конкретен примерок на хедери или оние get параметрите кои ти ги пратам, иде PHP-то иде онаков 100% CPU за 2 сата со request од 1 мегабајт. Тоа беше онаков worldwide ефект кај што се гасат сервери, па што не е као не. Добро, тоа е проблем со security и такви работи, дека секој пат има шупаци што ќе се покушават да те го искористат предпоставките. Да. Пошто тоа предпоставката на било која хеш мапа е дека ќе бидат рамномерно распоредени бакетите. И факт е дека се јавни сите тие алгоритми за како се хешира и треба да се јавни. Интересниот момент беше дека после вика, ама не, Ruby и Python го немаат овој проблем и после испадна хама, знаеш што? За дистрибуцијата на хеш мапата користат не доволно добро сидиран PRNG. И actually имаше напад после тај на Python и на Ruby баш заради ватвик. Да, баш, Во принцип, на едно чудо ситуација, ако знам точно кога ти е стартан серверот, во ред на минути,
можам да ти го brute force-ам како ти оде random number генерацијата ако не користиш cryptographically secure ствари. Значи, Гадеем. шафолот што го покажав со картите користи значи специфичен алгоритам, специфичен шафол што го имам и во хакерската и во другата апликација, така да во реален случај че требаше да погодам кој алгоритам го користи и кој шафол го користи, ама тоа е онака 5 по 5. Нема бесконечно начини за шафол да се прави. Прашање. Работи? Као, окей, викаме дека рандомот работи на база на инпутите што ќе му ги даеме, така? И Да. на обичен PC имаш, не знам, mouse movement, ова, она, што ќе ги искористиш као инпути за рандомот, така? На серверот го немаш тоа. И го имаш, да речеме, времето. Сега збореше за криптографски алгоритми кои што се безбедни. И исто се сидувани. Да, а што е тоа што ги како може ако се и тие мора да се детерминистички колку сака Да. Значи, криптографски. CS Што и е тоа non-CS се подеднакво детерминистички. Така, што е тоа Дали што е ги нешто прави CS или не CS, го прават дали од вредноста можеме да ја предвидиме наредна или претходна вредност. Пошто тој што доаѓа дека сите три последователни се дел од паралелни рамнини, тој не е сейф. Аха, окей. Значи, онака такви поперверзни анализи кога ќе му направат, излева дека овој му се поврзани вредностите. Така. Као ќе даде 3 парни, 3 непарни, 3 парни, 3 непарни. И тоа би било доволно, на пример. Јасно. Фол. Може да се јузи такви form of piracy by exclusion те имаат и битки скодре. Дали го се има да во алгоритам ако скруме со времето, ама па се типе Да. Не, тоа е башка проблем, особено во ситуации кај што имаме стартање на виртуелни машини. И многу виртуелни машини стартаме наеднаш, и пошто виртуелните машини имат малце виртуелен хардвер, сите земат исцид. Така да баш онака овој Debian багот е детектиран на тој начин, као дигам 10 виртуелки што се генерират приватен клуч и сите ми го генерира истиот приватен клуч. Да. А попростиот метод што е со 37 бит, така ги отфрла стварите на рандом или и тоа може да Не, се префрли? Буквално Да се предвиди, извини. од сите можни ситуации, оно може да покрие само 37 бит. Значи, другите се шафлови, што едноставно не може да се представат со тој. Ама дали се предвидливи? Како сидот во 200 куке? Да, го предвидив. Тоа е тоа што го покажав. Значи, онака, Предвидливо е што ќе извади? да, Тој шафал. да. Да, со 4 карти ми се доволни, за да може да го покажам кодот евентуално онака, ама буквално зема од тековниот временски моменти, враќај се назад се додека не добиеш сит што ти ги дава тие 4 точки. И ако добиеш сит што ти ги дава тие 4 точки, еве овие би биле наредни. Да. Делуваше по-безбеден тој метод за тоа. М? Тој само ради тоа делуваше по-безбеден како метод. Заради тоа што отфрла нешто што го отфрла рандом. не Не го е отфрла безбедно рандом. се додека може да искористам вредност за да предвидам напред и назад. Да, тука е разликата. Отфрла не постои таа вредност за тоа. Не. А во другиот сит постојат сите вредности, ја така сотим. Чека, во оноа со модуло BIOS-от? Да. Тоа е, да. У основа само ги отфрлам вредностите што ми се вишек. Го натерувам 250, не го користам 256, го користам мислам 248 што ја делив со 62. Така да ако доаѓа во делот што ги бира уште поеднаш, викам слушај, ај бирај пак. Ама има вградена логика и се предвидува, тоа е тоа. Да. Некои крипто библиотеки имат вградено тоа, каде што можеш ти да му го дадеш као параметар, слушај, генерирај ми рандом карактер од оваа низа. И он тогаш му е вградено. Ама ако си го правиме самоделски, наивниот начин што ќе го искористиме и што сум вишол код што го користи, што сум пишал код што го користи, е едноставно модуло. Едноставно модуло праве BIOS.
Да. Да, така да буквално онака во таа со 248 ако извлече рандом 250, вика не, бирај пак. Што значи дека ако стигнеме во ситуација која што он упорно бира 250, влегоме во еден слуп. Ама рандом е долебо, нема вели да стално да бира. Да, буквално имаме wild true циклус. Во принцип, со кој што се надеваме дека ќе заврши. Дали имаме други прашања? Не, ипак тоа не е најдобар пристап за оваа ситуација заради тој wild true, пошто некоја будала ќе најде некој сит што буквално цело време ќе бира 255 и ќе ти го рокне серверот.